Дека германски биолози овие денови ги истражуваат и лилјаците на Пелистер. Од 44 видови во Европа, над 30 се среќаваат и во Македонија, а од нив 29 во поширокиот регион на Преспа, Галичица и Пелистер. За 10 дена во Македонија евидентираа 16 различни видови, а на Пелистер најчест е шарениот лилјак. Инаку и лилјаците се значаен биоиндикатор дали има загадување во животната средина, но исто така и многу важен и можеби најефикасниот инсектицид, затоа што еден лилјак може да изеде 5 тони инсекти годишно. Вакви и уште многу повеќе интересни податоци во следните минути за лилјаците. Тим германски експерти деновиве ја истражуваат популацијата на лилјаци во Националниот парк Пелистер. Дел од тимот е Бент Олендов, биолог од Германија. Има 70 години, а 53 ги истражува лилјаците низ светот. За 10 дена во Македонија евидентираа 16 различни видови, а на Пелистер чест е шарениот лилјак. Лилјаците ги истражуваме со мрежарење, односно се поставува мрежа во која се заловуваат, се утврдува нивниот вид, им се става прстен како идентификациона картичка и се ослободуваат. Користиме детектор кој успева да ги фати брановите што ги испуштаат, а не се во рамките на брановата должина која ја слушаме ние. Од 44 видови во Европа, над 30 се среќаваат и во Македонија, а од нив 29 во поширокиот регион на Преспа, Галичица и Пелистер. Лилјаците кај нас се заштитени со закон. Тие се значаен биоиндикатор дали има загадување во животната средина. Во такви услови им се намалува репродукцијата и бројот, но тие се најефикасниот инсектицид. Без нив земјоделството не би било исто. На лилјаците колку се тие значајни за нашите екосистеми. Имено, еден лилјак дневно може да изеде меѓу 1000 и 3000 инсекти. Една колонија од 10.000 лилјаци може да изеде 5 тони инсекти годишно, што значи дека тие се најдобрите инсектициди и го помагаат земјоделието и економијата на Македонија. Лилјаците се најдобар биоиндикатор за колку е стабилен и здрав еден екосистем. Доколку има нарушување во екосистемот, нивната популација ќе се намалува, доколку има загадување, доколку се опустоши некоја шума и така натака. Значи ние преку пратењето на лилјаците знаеме во каква состојба се нашите екосистеми. Значи загадувањето влијае негативно на лилјаците и влијае негативно на нивната популација. Германското здружение за истражување и заштита на лилјаците во периодот од 4 до 16 мај спроведува истражување во националните паркови Пелистер, Галичица и Преспа. Се почесто е поставувано прашањето како се чува природата, токму на овој начин, значи преку јакнење на свеста за заштита на природата и преку еколошки едукации, токму вака како сега што го правиме од најмала возраст. Во рамките на едукативните настани на локацијата Бегова чешма се поставија 4 мрежи и учениците од средните училишта во Битола имаа прилика да учествуваат во заловувањето и истражувањето на лилјаците на Пелистер.